Координираното опозиционо хулие, во кое светото медиумско тројство само ги аминува однапред изготвените клетви против злите духови, добива епохални димензии кога различните свештенослужители ги прераскажуваат покајанијата на грешниците. Ама не во прво лице, туку преку духовните отци на кои овие им ги кажале своите прегрешенија. Кај голем дел од опозицијските подржувачи и симпатизери настапи период на силно постизборно каење. На социјалните мрежи натаму граѓани објавуваат статуси во кои, како што пишуваат, жалат што на овие избори гласале за СДСМ. И денеска бележиме такви реакции. За ова сведочи известен Дарко Костовски, кој пренесува лично искуство на разочаран граѓани. Од првиот миг кога се сретнавме, почувствував дека сака нешто да ми каже. Ми вели Даре, јас гласав за СДСМ, да не се лажеме. Овие неколку дена гледам што направив, каде го дадов мојот глас. Јас се уште го задржав нивото и велам, па добро, ти гласаш за СДСМ одамна. Тој вели не. Не, Даре, не. Сега знам дека овој глас не беше само за СДСМ. Овој глас беше за туѓи творови. Приказните за големиот потоп кој би следел ако нивниот Бог не остане и поглавар се развиваат до библиски размери. Се цитираат непознати светски пророци кои евидентно е дека според замисленото сценарио би требало да ги преплашат граѓаните, дека крајот би бил фатален, но само ако единствениот спасител не успее да го задржи престолот. Можат предупредувањата дека над Македонија и Балканот се надвиснати црни сценарија. Сценаријата на британскиот аналитичар Тимоти Лес за распарчување на територии и прекројување на границите за поделба на Македонија се совпаѓаат со плановите на СДСМ во трка за гласовите на албанските гласачи ветуваше редефинирање на државата. Само единството на македонците може да го спречи овој план да се реализира. Акредитирајќи го Теарце како нов Ерусалим, повторно од централниот олтар се шират ама наполно исти изјави на првоверници кои одбиваат да ја примат подарената милост од судиите. Не баре фрески и икони од истата црква, пред јавноста сите го презентираат нивниот ист лик, па дури и свештенослужителите тврдат дека директно разговарале со нив, иако ниту поминале низ Вија Долороса, за да знаат каде се наоѓа Голгота. Се поништува гласањето на избирачкото место од 2011 во Костиварско Теарци. Тие што не биле таму за да ги земат сведочењата, веројатно немаат поим дека такво Теарце не постои на картата на светот, иако на неа има Будимпешта, каде освен озлогласените соросоиди и драгите Орбан и Сијарто, беше најдено едно шише, за чија содржина и бројки натаму не постои подготвеност да се полемизира, за разлика од отворениот повик за дебата на вечниот македонски политички ѓакон, со оној што само тврди дека од 49 е полесно да се стигне до 61. Дури сега слушаме личности дека бројките не биле важни. Ја би сакал со такви луѓе и јавно да полемизирам било кога и било каде на таа тема. Може би затоа дефиницијата за тоа што се случува и до каде отиде на работата ја дава оној што самиот за себе тврди дека сосема јасно и без никаква глума, иако е токму тоа, чисто ги гледа работите. Знам дека врбе и грозје не се калем. Не мора ја да сум генетски инженер за да знам дека ако споиш гени на мува и на патлиџан, дека тоа не е здраво, дека е противприродно, дека тоа на монструми ствара, дека тоа ќе ни се врати. И на крајот. ВМРО ДПМН во оваа ситуација има борба со секта, тоа не е партија. Сатанско-демонска секта во Македонија. Изгледа дека ништо не помага и не допира до оние кои се крстат во само еден Бог, и тоа оној на земјава.